Драги мои, добро вечер и добре дојдовте. Денеска возбудлив ден во жабокрачината наречена социјални мрежи. Се случувало да паднат социјалните мрежи, да не функционираат, но денеска глобално на целата планета сите корисници на Facebook и на Instagram Јанко Илковски, фала што ме напишавте. Жанко Жмилковски. Падна и она што беше интересно што сите бевме одлогирани. Не можевме да се вратиме, значи не е она на страницата кога прави reload кога ќе падне некоја веб страна, туку едноставно сите бевме одлогирани. И среќа, у несреќа, имам пријател кој е во Германија, работи и редовно сме на Вибер. Веднаш му се јавив, му викам, слушај, ке нас е вака, како е кај тебе, чекај, ау, вика, и јас сум одлогиран. Викам, што ме Германија, која е можеби безбедносно најсигурна во однос на серверите на Facebook, на Мета, зборам, а под Мета се, кој беа под Мета? Instagram, Messenger, Facebook, WhatsApp, појмене. Како и да е, не е ни битно. Траеше тоа 15-20 минути, за тоа време Елон Маск джигерот им го извади. Дзрцките им ги извади. Ама таков сеир фаќање, тоа е просто неверојатно. Првиот твит со катрилјон лајкови и прегледи му беше ако можете да ја прочитате оваа порака, нашите сервери работат. Првото сообштение кое дојде од Facebook за она што се случило дојде на Twitter, на X, Елон Маск. Тоа беше вториот човек на Facebook, техничкиот директор, кој го кажа тоа дека има таков проблем. Што се случило, се уште не знаеме. Она што го добив како информација, не можам да го потврдам, но според тоа како е напишано, предпоставам дека некоја наша новинска агенција или портал го има пренесено, па ќе ви го пренесам јас. Имаш ти комуникација со компјутеров мој? Не можам реченица да довршам, но не веќе телепатија. Више теле него пати. Абе, тоа е, што да ти кажа, финтиве од 68 бумерски финти. Оштетени подморски кабли во Црвеното море се причината поради колапсот на социјалните мрежи Facebook и Instagram, пренесуваат светските медиуми. Причината, како што велат, тие се оштетените кабли кои ги нарушуваат телекомуникацијските мрежи и интернет сообраќајот помеѓу Азија, Европа и Блискиот Исток. Каблите кои припаѓале на 4 главни телекомуникацијски мрежи биле оштетени, што предизвикало значително прекинување на комуникацијските мрежи на Блискиот Исток. Во меѓувреме, Facebook се врати ширум светот, како и кај нас, додека проблемите со Instagram се уште се решаваат. Според светските медиуми, проблемот нема да биде решен уште најмалку 1 месец, според документацијата која е потребна, но исто така и дозволите за работа во Црвеното море. И сега, само една интересна работа или тривија да ви кажам што се случува во Црвеното море. И ако не знаете точно, македонецот знае што е Црвено море, бидејќи тоа е местото каде што ајкули изедо едно младо дете и кога им падна прометот, ги спуштија цените, кога цел свет се сврте на други места и реши да не патува поради опасноста да бидат изедени од ајкули, македонците нагрнаа масовно во Египет, на Црвеното море да се капат, бидејќи ненајадени, како викаше другар ми Марче, абе со народ ненајаден и ненајаден, држава не се прави. Ама затоа ние знаеме да направиме други држави, да ги збогатиме, да ги разубавиме. Идеме во Црвеното море. Океј, Црвеното море ви се наоѓа тука и тоа е едно од критичните точки
каде што се случуваат, значи ова е Црвеното море, од едната страна ви е Африка, од другата страна ви е Блискиот исток, Саудиска Арабија, но и Јемен. Ако слушате за оние гусарски напади, тоа е бродовите што носеа транспорт стоки и што се клучот за светската трговија, поминуваат низ овој теснец, така наречен Баб ал-Мандаб Стрейт. Предпоставувам дека тука и низ дното поминуваат и каблите кои идат кон Азија, бидејќи подморските кабли се побезбедни. Тие се доста длабоко, тешко се пристапни, околината е, што се вика, кога се изолирани и многу подобро заштитени од што кога би биле површински, би биле поизложени на напади. Но, ова е местото каде јеменците ги напаѓаат бродовите на Британија, на Америка и трговските бродови со разноразни дронови, ракети и слично, и тука се случуваат овие пиратски напади. Тука има огромна флотила на Соединетите Американски држави, на НАТО, инаку овој теснец овдека низ кој се плови е 15-16 километри, 20 километри, еве да речеме, како што гледате, и покрај сета технологија, сателити, радари, системи, од сите можни, нападите се случуваат, несреќи се случуваат, бродови се нападнати и така натаму и така натаму. Во Црвеното море да се оштети таков кабел кој е спуштен на дното, искрено да ви кажам, порано Google Earth имаше под терени, имаше андерси можеше да се иде, бидејќи ако гледате во оваа точка елевацијата во метри, овдека е во фити. Еве, висината од која во моментов гледаме е 140 мили. Чекај да го ставам ја во километри, мене ми е. Ја не знам, само американците со тие метри, километри. Apply. Значи од 220 километри. Сега не знам дали можам да се спуштам под нивото на морето, да видам колку ќе идеме. Ова е минус 30, минус 100, 150, 170, 200, негде околу 200 метри, 207 метри под морето е длабочината на Црвеното море. Колку што можам да видам, бидејќи тоа се мерењата кои ги покажале. И сега, мене ми е логично да размислувам дека нападите, нели, за да се нападне Западот со неговата политика со која они не се согласуваат, бидејќи Јемен во ужасна состојба благодарејќи на тоа што им дозволуваат поттикнуваат одредени страни во граѓанската војна и така натаму, нема тука виновни и невиновни, сите се мешани, и Иран, и Русија, и Америка, и Британија. Мојата логика во овој момент, од како го прочитав оно сообштение, дека ова се работи, ако е физички прекин, дека мангиве, why not? Why not? Значи, карма is a bitch. Што да ви кажам? Нема да идеме со Северниот ток 2, кој беше новата аорта на Европа, особено на Германија, а со специјална деликатна терористичка командоска акција беше уништен да не може газ и нафта да стигнува до Германија. Кој ли го направи тоа? Секако. Сите медиуми унисоно рекоа дека тоа русите сами си го скинале потокот од кој заработуваат тешки милиарди. На крај испадна после година дена дека се работи за специјална операција зад која стоела ЦИА. Која е машата? Најверојатно дека се британските специјални единици. Овдека што се случило, не знам, но мојата претпоставка е дека кабел кој иде нормално
Бидејќи, знаете како, од Атлантик иде кабел до Лондон, иде кабел, два кабли има, трансатлантски кабли, тоа се телекомуникацијски, оптички кабли, тие го заокружуваат светот. Едниот крак иде ни Средоземно море, ни Суетскиот канал, Црвеното море, иде до Индија, иде секако до Тајван, до Кина, до Јапонија, од Јапонија Пацифик, исто така кабел до Соединетите држави, и тоа е така и целиот интернет, затоа и глобален. Ваквиот пат ќе ги намали сериозно акциите на Facebook, може би да, може би не, бидејќи за половина час он се врати, неверојатно не затоа што ги поправи комуникацијските кабли кои ги користеше, туку што користи reroute. Тоа се префрлање на рутите. Никогаш не постои еден кабел, никогаш не постои една рута, никогаш не постои едно те исто место. Секако има и сателитски. И сега, зошто е гениалец Елон Маск? Елон Маск постави мрежа, така наречена Starlink, се вика. Тоа е мрежа од сателити во ниска орбита. Обично сателитите што ги имаме, ние што ги користиме за телевизија, гледање, за комуникации, за телекомуникации се геостационарни. Што значи тоа? Дека стои на иста точка. Земјата се врти, но точно над неа, на таа точка секогаш стои сателит. Елон Маск направи сосема друго, и тоа беа скапи, големи, гломазни сателити, тие имаат propulsion систем, добро, скоро секој има propulsion систем, тоа е систем со кој може да се придвижува. Он направи мали сателити, да речем, олкави се. Имаат големи соларни панели, со кои се напојуваат и се во постојано движење. Они циркулираат, ја не знам дали може. Инаку ги имате видено, например, понекогаш на небото кој ќе ги лансираат и кој ќе видите десетина точки една по друга. Делува, значи, кога не знаеш, кога прв пат ги видов се, знаеш, делува малце моќно е, знаеш, неприродно е. Но во тоа е, во суштина, ракетата иде во орбита, ниска орбита се, и ги пушта. И они сега додека си дојдат секој во своја орбита, се насочени од центар со компјутер, точно им се знаат координатите, некое време летаат. Она што го гледаме не е дека они светат, туку е рефлексија од сонцето. И што прават, за да можеме ние да понатаму да се занимаваме со астрономија, го мислел и ова, затоа ми е човеков прекрасен. Значи, испушта, и уште ќе стави, не знам колку илјади сателити, сака целата површина на планетата да има интернет. Например, интернет секде на копно и ќе најдете чат-пат, или 3G, или 4G, 5G, кабелски, Wi-Fi, оваков или онаков, но над море нема. Немате појма дека во авион и на море, ако сте на брод, најскапо и најтешко е нешто, и тоа е прескапо да имате интернет и се користи само за минимални работи. Сега, со Starlinkот, се повеќе и повеќе бродови кои патуваат, знаеш, крстарења и така натаму, имате интернет, луѓе да си гледаат филмови, да си комуницираат со Viber, со Messenger, со Skype и така натаму, и на најремоут локации да може да си има добар интернет. Дали е тоа Арктик, Антарктик? Многу е мало. Тоа е коска, да речеме, плочката е, дај ми горна камера. Го гледате овој црниов мат кај мене, е, нели, подлога на која ставам работи, за да ви ги прикажам на горна камера и ќе ви прикажам. Но самата антена на Starlinkот е ваква. Квадрат, кој па се движи лево-десно и многу едноставно. Мислам дека кошта околу $500, можете да си го купите, бидејќи и ние во Македонија сме под Starlink. Неколку луѓе кои ги познавам си купија Starlink. Зошто? Затоа што иде се занимава со стриминг. Стојан Стојановски, например, фотографот од Охрид, кога
ide na Karadžica, ide negdje na planini, pa snima, pa pravi stream od manastiri i tako natamo, go koristi Starlink da može da emituje, da streama i tako natamo. Izvoredno, ne li? Što je ušte podobro? Što satelitski od internet na Elon Musk je mnogo pobrz od optikata što imamo ovdje na zemlji. Ja ušte ne možem to da go razberem. Imam prijatelj moj koji se zanimava tokmu sa optika i on mi go potvrduva to, durim gi vidov grafikoните, to je možeš da smeniš kadar, dobro, hvala. Zaprepastuješ koliko je ogromna brzinata na satelitski od internet. Sve se prašuva zašto? Zato što optikata je najbrza, točno, ta je brzina na svetlinata. No, pominuva niz ruteri, serveri i tako natamo, centri, internet provajderi, sve to usporuva. To je isto kako koja će se javite u Jadi Burek, na televiziji me gledate, su mene pravite muaveti, vi docni vaši od signal. Zašto docni? Zato što ide u mikser ovdje. Od mikser ide u predavatelj. Od predavatelj odi s optika do provajder. U provajder pominuva druga elektronika, pa so kabelo ti isto golema brzina, ama pak usporuva. I dodeka stigne kaj vas, ima lag od nekoliko sekundi, gdje ki pominuva stotici pa iljadnici kilometri. Kako i da bi izgledano, to se kabli, elektronika i kapacitatori i tako natamo, koji znaje malce elektronike i ki me razbere. Sakam da kažem deka od server, od kada što ti povikuvaš internet, do tebe linkote od satelitot. No što je ušte podobro? Nije to geostacionaren satelit. Tuku se Starlink so svojata antena spojuva so 3 sateliti. Što to znači? Znači, site sateliti na Starlink, na Elon Musk, se dvižat. Znači, duri se vkrstuvat. Oni rotiraju non-stop. Rotiraju i zemljata, ma i oni rotiraju. I nikogaš nisi fiksno vrzan na jedan satelit. U dadan moment, u 1 milisekunda ti može da si na jedan satelit. No vednoš dođa drug satelit se zakačavaš i na nego, dođa treti na nego, ili dođa četvrti na nego, ovo iskača od zonata na gledanje, neli? Ti se paćaš, bedeki treba fizički da se gleda, zaradi signalite koji komunicira. To se radiosignali. No, treba da se gleda. Ti može da stignati od daleko, no ke je docnat, ke ima lag. I postojano on si bara 3 sateliti. Ima elektromotor koji pomalce go mrda, za da go muja koregira pozicioniranost od kada najdobro ke dobiva. No, genijalno je osmisleno. Stvarno je genijalno. I čini $500 setupot, možeš da si go zemeš, stavi si go na krov, negdje je okolo $100 mesečna pretplata, imaš najbrz internet, mnogo pobrz od bilo koji provajder ovdje, ili ideš u nekoje sviripičino, negdje na planina, kaj što samo 3G i prašenje je tamo da li imaš 4G, 5G, koliko možeš da imaš internet, ova go vadiš od bilo kada, od bilo koja pozicija, evo Makedonija go imaš, ili zemlja koja je pokrijena, skoro cijela Evropa je pokrijena, možeš da ideš na ostrovo u Grcija, u nekoj vukojebina, što ti je gajle, važno ke go izvadiš kampuvanje, ke go izvadiš, imaš fenomenalan internet. Sakam samo da go vidam, da li ima nekoja grafička, ne računam ova da go prikažem kako izgleda to. Evo prvo da go vidite kako izgleda Starlinkot. Znači, ova što go gledate je ova što vi go prikažem. Evo, ova je antenata. Ova je antenata. Ne gledajte, ova je cenata na činjenje na fotografijite da gi koristite. Ova je antenata. Da li na sneg, da li bilo kade kja postavite,
jedno ubavo dizajnirano, što se vika Amerikancite se fenomenalni, kako i Apple, minimalen, ubav, čist, dizajn i takva i Teslata, takav i iPhone, iako jedni su drugi Elon Musk i Apple nema, no mene mi se dopadja toj dizajn na minimalizam. Za razliku od Azije, od istoka, kaj što poiše saka džidži kopčence i така натаму и така натаму. Но светот иде кон поедноставување и комуникација интелигентна. Така што, каде е сега да ми се врати таа фотографијата, ми се појави на... еве. Ова е најдобар начин да видите од прилика како изгледа. Значи, сателитите, не вака архаично, се поставени и постојано се движат. Инаку, постои страница, Starlink, каде што, еве, идам на страната Starlink, каде има, каде можам, еве, нели, сакам да конектирам дома, сакам да патувам, значи на камион, на кола, на комбе, нели, можеш да го монтираш, сакаш на брод. Еве покриеноста на Starlink во овој момент. Значи, се што вие со светло-плава боја е покриено потполно, како што гледате и Македонија, освен Албанија, Србија и Босна и Црна Гора, Босна и Херцеговина. Не е дека нема. Има, но е послаба, нема директно. Како што гледате Бугарија, Грција, грчкиот дел од Кипар има многу повеќе. Со тоа што, например, Иран, Русија, Кина не е покриен затоа што добро, ја разбирам зошто има. Сервис адрес. Чекај да видам Скопје. Ја ќе напишам Македонија. Еве, за Македонија, order now, да видам дали можам да... ова со потемна плава е на листа на чекање. Океј, order Starlink. Вика, Starlink можете да го набавите на вашата адреса, значи ми ја виде адресата. Сакате да купите за себе или да рентате. Сервисот чини, стандардно е 3700, ако сакате приоритетен со 1 терабајт, 12.744 евра. 3700 е месечниот сервис или 3700 денен сервис и 28.000 за хардвер. Значи да ја купиш антената, беше 36.000, сега се паднати цените, ја купуваш антената, купуваш рутер, огромен 10, 15, 20, 30 метри кабел добиваш во пакетот и ова све го пополнуваш. Ги пополнувам сите овие податоци, го добивам хардверот. Хардверот е полесен од што од Икеа да купиш некое масиче па сам да составиш. Ова само вадиш, значи до толку е поедноставено, како ја обично викам, направено е кој за глупи американци. Значи многу едноставно, секој може да се снајде, го закачуваш кабелот, рутерот го ставаш, уклучуваш во струја и со кабел во компјутер и си имаш и Wi-Fi, си имаш и директно како тебе ти одговара. Ете, тоа е резиденцијално, како изгледа, како е најдобро со, разгледајте ги сите планови. Стандардниот план кој чини 3700 денари месечно, unlimited data. Значи немате ограничување во интернетот. Unlimited data. Имате. Unlimited high speed low latency интернет. Мобилен, значи да го ставите на кола и да се движите, да не ви биде фиксно, е негде 6133 денари месечна рата. Например, имаш туристички автобус, така возиш големи тури. 50 души, скапа некоја тура, не знам, до Париз, Лондон, Европа и гостите да ти гледаат интернет.
Исплатливо, зашто да не, месечно 6000 денари. За регионалниот мобилна врска, значи да имаш unlimited mobile data inland на копно и 13.800. Имаш овдека и опција за роуминг секако и ја имаш mobile priority, најдобро и за нели вика emergency response, значи кога се работи за спасување, за акции, за идење негдека на непристапни места, нели, special, не знам, брза помош, пожарникари, специјални единици, одреди за спасување или ваши лични потреби кои си знаете вие зашто ви требало, све вика претходно Global Service in Motion на океан да можете и сигурно мобилен priority 5 терабајти да имате која цена иде и до 5000 евра месечно може да иде. Но овде збориме за прекуокеански бродови, збориме, нели, кај што има и по 5-6 хиљади патници и така натаму и така натаму. High performance, колку чини тој хардвер и така. Така што еве како изгледа хардверот на Starlink. Како можете, ова е дури сами да го ставите. И не мора да го ставате на кров, може у двор да го ставите. Каде ви е најидеалната локација за Starlink? Например, не живееш во Скопје, кај живееш негде подалеку од Скопје, ајде да речеме? Надвор од Драчево ли? Да идеме. Скопска Црна Гора ли? Кај да идеме? Овче поле негде. Каде? Дељадровце. Где? Дељадровце. Дељадровце. Прв пат слушам, добро? Болje е свири причина, али ајде. Значи идеш таму. Ти не го местиш. Значи, сам си бара он кој му е најдобро. А ти може само да го закачиш на кров, да го ставиш доле на, како се вика, у двор, на балкон. Значи, ти прави толку едноставно и се што ти е потребно да не ти треба посебен сервис за да добиеш. Овој кабелот како ќе го спроведеш до него, секако можеш ти да си ангажираш човек кој убаво ќе ти ги нареди кабелите. Еве го сега рутерчето. Тука е рутерот, едно копче. Thank you. Толку. Значи ви даваат долг кабел, за да ви биде поедноставно. Значи, heavy duty е кабелот, USB-C, значи он вика автоматски сам се подесува во идеалниот ъгол. Ова е монтажата. Ова брате, не знам, 15 годишна тинеџерка ќе може да си го монтира. Инаку за двор имаш и онака со троножец можеш да го ставиш. Па да си го преместуваш ако ти одговара, не ти одговара и што ти ја знам. Тоа е тоа. За зимно време му напаѓало снег, знае да го стопи снегот, а бога ми да не му засмета. Имаше доста снимки, така што тоа е тоа. Добро. Океј, се фативме некако за оваа приказна со, како се вика, со интернетот, бидејќи, нели, да го имам ова, да продадам што ми останува во градот, можам да отидам да живеам во некое во Битуше или да живеам во Сушево, нели? Побрво во Сушево би живеел, Дојран, Сушево, така некоја јужна, појужен дел. Студено ми е мене да моите предци кај што живееле. Но нели инфраструктурата е многу полоша таму, за разлика од урбаните средини.
Со вакво нешто, јас ке можам, дома да си ја направам, да си ја земам целава сценографија и да си ја водам од таму, да си ја водам емисијата. Ја можам и сега тоа да го правам, ама нема овие широки услови. Но, кога би одлучил да се одвојам, а сепак да ја терам емисијата, би можел, сигналот ке им го испраќам овдека, овие со надчовечански напори сигурно ќе можат да го спастрат и да ви го емитуваат. Веќе не е важно кај си. Важно ти е дали ќе ти текне, како да го спроведеш најубаво и најекономично. Бидејќи животот во градот е стресен, скап и помалку здрав. Ама, ете, не држат некои работи кои исклучително ни се потребни сега. Добро. Едно од добрите работи да живееш во град е културата. Може би најбитната работа. Многу ми намислат здравството, аптеки, здравствени установи, дрн јариња. Тоа е за плачковци, тоа е за кукавици. Храбар човек ќе отиде, ќе си живе во некаја нирване, во некоја ураниловка со природата, во некоја, ајде да речам, синергија, во некоја си рамнотежа и здравијето ќе му се подобри. Спиење ти се подобрува, ти си подобар. Лечиш и најтешки болести. Градов и најздрав човек ќе разболи. Но културата е, како да ви кажам, културата е вакцина против сите гадости. Психопатолошки, социопатски, интелектуални назадувања, ретардација и обично, нели, кога ќе сретнете налудничави луѓе, прости луѓе, агресивни луѓе, тоа се луѓе кои немаат доперна точка со културата. Ти има доперна точка со ракијата. Која е ракијата? Е убава работа, ама е агресивна работа. Но луѓе што идат во кино, идат во театар, идат на изложби, читаат книги, тие се богатството на оваа планета. Најголемото се оние што идат и се причестуваат. И барем знаат кои се, што се и каде им е местото во универзумот. Но, да идеме на културата, еден од најубавите аспекти на цивилизацијата. Во Скопје, во археолошкиот музеј на Република Македонија, треба да кажам Северна Република Македонија, ама тоа Северна, кога го кажувам, добивам нагон за мека столица, така да се извинувам од здравствени причини го изговарам. Еве го веќе грч ме фати. Не можам ни Северна Кореја да кажа. Имам проблем со тој избор. Ако се. Значи, во археолошкиот музеј на Република Македонија има изложба едно од најоригиналните, можеби едно од подобрите, уште од времето на изложбата во Музејот на современа уметност на Салвадор Дали. Тоа беше феноменална изложба и секоја чест тога што имавме можност. Оваа изложба се нарекува Нингјо. Ова е изложба на јапонски кукли или уметност и убавина на јапонските кукли. Сега може би малку ви е чудно, но и треба да ви е чудно, затоа што јапонците се дојдени на оваа планета пред многу илјади години и они се вонзијанци, така да имаат култура која нас не запрепастува, зачудува и воодушевува. Ова е изложба до сега каква што немало во Македонија, ја отвори јапонскиот амбасадор во Македонија. Изложбата е бесплатна. Идете, посетете ја, патем ќе можете да ја посетите и сталната бесплатна поставка на археолошкиот музеј. Така што убаво е, продуховува. Знаеш, не мора да читаш, не мора ни, само прошетај, разгледај. Еден човек влегува, друг излегува. Тоа е неверојатно што моќта на убавината, уметноста може да комуницира без зборови, само со чиста обзервација. Некои објаснувања во врска со уметноста, зошто е оваа уметност, каква е оваа уметност, од кога датира. Тоа се мали кукли,
to se ubavi kukli, koji predstavljaju razne formi. Obično, ono što najmnogo me stopli, je što kuklite se del od socijalni od život i tradicijata na Japoncite, u koji pretežno, kako molitveni figuri, gdje se materializira ljubovta na roditelot kon detето. Оти кукла е за дете. Но оваа уметност и оваа традиција е толку голема и долга да ги надминува сите тие работи. Преку ова се учи за животот, преку ова се олицетворува восјетот кон мајка, кон жена, кон татко, кон традиција. И затоа со толку многу љубов и внимание ги прават и ова е изложба која навистина вреди да ја видите. Тука се традициите на нивните самураи, нивните традиционални, навистина спектакуларни носи. Нингјо спаѓа во она фина уметност, префинета уметност, не, значи уметност со многу детали, со многу труд, со многу внимание и со многу пораки. Знаете што? Ова кога ќе го видиш, така, ве фасцинира. Зошто мене ме фасцинира? Што имам јас врска со јапонците? Што сега јас припаѓам? Драги мои, јас во мојот дом имав галички ракави. За жал, молци ги изедоа, се распадна, имаше поплава во мојата куќа. И некои тие беа безценети. Стоеја над зидот во дневната соба, кога почина мајка ми, се случи и таа несреќа и тие, нели, пострада. Иначе сигурно ќе ги чував и до ден денеска, затоа што се безценити. Но тоа е таа уметност која ќе ја видиш во галичките ракави, која ќе ја видиш и во овие кукли, таа префинетост, таа мисла, тој менталитет, таа душа која се пренесува. И затоа, еве ви само чисто илустрирање, но ова да го видиш во живо е навистина доживување. Топло препорачано. Имате две работи од култура во Македонија денеска, и то врвни настани. Едниот е филмот Дина, на најголемиот жив уметник, режисер на денешницата Денис Вилнев, вториот дел, и оваа изложба. Згора на се, јапонците бесплатно ни ја даваат, значи не мора ништо да платите, отидете, а поглеле колку се убави, леле колку се сладки. Ширењето на културата на нингјо, она еволуира, она не е статична само да прикажува како било пред 1000-2000 години. Она еволуира и до ден денеска во поп културата и современието. Така што гледате, таа еволуира и за денешно време, го прати зетгејстот и духот на времето и секако преку уметнички израз со нешто што стварно не зачудува. Да, ова што го гледате е кукла. Добро, ја позирав тука. Океј. Археолошки музеј на Македонија. Дзенкујем. Што имаме? Ајде уште нешто да пуштиме, па да... Господине Сандес Милјанов, вчера ја промовира вашата книга, ќе се договориме понатаму. Мија што напишала, сега навистина немам време, но кога ќе дојдете гостин, ви благодарам за линкот, но си направив ја со моето скромно знаење. Мене Мија и не ми треба, но ви честитам на успехот и драго ми е, нели, вашата книга, вашето дело добива признание и интерес во јавноста. А она што сакам јас да го прикажам е нешто што е, значи, пресконференција на Јосип Броз Тито во 1967
7. godina. Sobrani novinari odgovara na novinarski prašenja na stranski i domašni novinari. 67. godina. Ona što počnuva kljukanja to. Ne znam da li kada dovršamo emisijata. Vrete. Ona što je interesno, pravam sporedba. Na Tito mu se postavува прашање во врска со македонците од Егејскиот дел на Македонија. Неговиот одговор и одговорот на вашите љубени, ретардирани дегенерици, кои ги сакавте, ги гласавте и ве владеја сиве овие години. Срамот да биде уште поголем, ги залепив овие две видеа едно до друго. Прво Тито, а потоа и нашата влада. Vrijeme da privodimo konferenciju kraju. Ima li još neko pitanje? Izvolite. Predsjedniče, jedno pitanje na pitanje na koje ste već odgovorili. Radio Skoplje. O čemu? U vezi sa našim odnosima sa Grčkom. U ovim uslovima, pa i kasnije, da li se može što više učiniti da se poboljša donekle život našeg življa makedonskog na toj teritoriji tamo, a još više, da li se može što učiniti više u toj našoj miroljubivoj politici, koju oni dobro znaju, da se iseljavanje preko okeanske zemlje našeg življa barem smanji, najblaže rečeno. Vidite, vi znate sami da mi se strogo čuvamo da se miješamo unutrašnja pitanja ovih pojedinih zemalja. No pitanje Makedonaca, o tome što ste vi sada govorili, iseljavanje i tako dalje, razumije se da mi ne možemo odobravati. Jer to iz nikakvih, ni humanističkih i drugih razloga ne možemo opravdavati takav pol. Šta mi možemo sad to učiniti? Odnosi naši nisu baš takvi da bi mi mogli njima kazati nemojte ovo, nemojte ono. Nego izvesni, kako da kažem, ako se odnosi budu dalje pravilno i dobro razvijeli, možemo nešto učiniti tu. Jer to nije kako da kažem, nije u skladu sa svim našim gledanjima u pitanju nacionalnih manjina koje postoje. Gledajte kako kod nas nacionalne manjine prolaze. Ne, potpuno ravnopravnost. I male i velike, sve jedno. Potpuno ravnopravnost. Nikoga mi ne iseljavamo i tako dalje. I mi nastavimo sa našim unutrašnjim primjerom da pokažemo da bi tamo i drugim zemljama trebalo tako postupati. I nije samo Grčka, nego ima i drugih. Ima i u drugim zemljama. Ima li još neko pitanje? Nema, baš nič. U ime vas svi, koleginice i kolege, jugoslovenskih novinara i novinara iz inostranstva, zahvaljujem predsjedniku Republike, drugu Titu, na datim odgovorima na postavljena pitanja. Zahvaljujem i vama na tako brojnom češću interesovanju za ovu konferenciju. Konferencija je završena. Hvala lijepa. Thank you very much. Дали роднините на егејците зборуваат македонски јазик? Роднините на... Што живеат таму? На егејците? Постои одредена категорија на население во Република Грција која што не зборува на грчки јазик, која што говори на друг јазик, меѓутоа не сме ние тие што ќе детерминираме кој на каков јазик зборува. Режија, телефоните, дајте ги вашите фиксни, може и мојот тука, па кој каде ќе се јави. Додека звони, ова на репит ќе иде. Другарот Тито никогаш не се срамал и изговарал Македонија, македонци. Овде
Друготето, дати конференция е трен. Hvala lepa, thank you very much. Дали роднините на егејците зборуваат македонски јазик? Роднините на Што живеат таму? На егејците. постои одредена категорија на население во Република Грција која што не зборува на грчки јазик, која што говори на друг јазик, меѓутоа не сме ние тие што ќе детерминираме кој на каков јазик зборува. Знаете што е најстрашно? Дали сте свесни колку голем број на луѓе се согласуваат со него, што и не изговорил македонци, дека нема право, дека неговиот одговор е коректен? Он каков таков ја го познавам лично. Океј човек. Но колку можеш да бидеш океј човек кога работиш геноцидно против сопствениот народ? Тоа е некој малце чудно прашање. Океј, режија, ако имате некој на линија, повелете, па ќе комбинираме. Нешто од тука јавување, нешто од таму. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете во програма сте. Прво да ве поздравам ова што давовте ова за 67-ма, кај го најдовте, свака част за Тито, за конференција за печат што е. Иначе Малце погласно режија, едва слушам внатре, овде. викам секоја чест ова Не, што не, го ти најдовте. одлично се слушаш, само појачалото е пуштено на еден канал, па едва слушам. Добро, повели. Добро. А ова што рековте дека е лепено после од наша страна, од Македонија, тоа е катастрофа, тоа е да ми човек. Значи немам никаква манипулација. Знам, гледам. Чисто е. Што Ја кажал право- Тито, што клажа последнава влада на Република Македонија. Крај на муавето. Ја ништо. Право да ви кажам, последнава влада на Република Македонија не би ги пуштил да чистат олуци. Да ми ги чистат олуците. Тоа е катастрофа, тоа е некоја невидена работа. Него сакав да ви сејавам, не знам дали ме слушате. Ме Да. слушате, така? За жал, само еден звучник, многу Да. слабо слушам. Сакам Повели, да ви сејавам, збори. знам дека некаде да се збори за вас, ама пошто видов една вест у вестници дека Викторија Нуланд, таа една американска што кажа факт да EU 2014 у Киев кога беше Мајдан, таа беше една убава жена. Сега гледам иде у пензија, укуцав на Google Викторија Нуланд и на Википедија излага слика нејзина и опа, тоест како е променета, баш ако имате време да укуцате Викторија Нуланд на Википедија, на Google и на Википедија, сигурно знаете Викторија Нуланд. Значи, гледачот говори за жената што делеше сендвичи Да. на плоштадот во Киев, кога ја поттикнуваше револуцијата и војната против Русија. Тоа е жената која го усра цел европски континент. Тоа е жената која не донесе у фекалии цел континент, не само нас овде. Германија, Франција, сите европски земји кои наместо да напредуваме, ние се занимаваме како да војуваме со Русија. Она се повлекува, не се пензионира. Се трга затоа што видоа дека доаѓа ново време и, како викаше Шојч, другови, дошло е време чорке. Пишуваше дека се пензионира, сега така пишуваше у вестници. Него, ако може да ја видите на слика... Никам, окей, опиша доволно, не ми треба поише. Не, добро, ја знаете, добро. Како не знам? Да кажам, ама тоа е се сменило од лошотилок. Од лошотилок, што прави лоши работи. Джони, и јас сум ружен, па сега нема везе тоа. Не, за разлика ќе ви тоа сакам да кажам. Се зафркавам. Океј, Ама- кажи ама ми, не- дали планираш да гласаш? 100%. 100% ќе гласам него. Сакам да ви кажам, еве, за разлика од вас, ова не е за фрканција. 30 години на телевизија ве знам и сега иста фаца.
Значи иста фаца, не како препариран, како замрзнат. За разлика Како од прасе друга- на ражен, секогаш прасе на ражен, за не може да е грдо. Тоа е убајно. Само јаболче уста да му ставиш и овно павчето да му скрени. Како конзервиран. Стварно, не се зесам. Еве, споредете ја 0 2014 и сега. Тоа е друга особа. Фала ти многу за јавувањето. Не, чекај. Имаш уште. Ајде, побрзо. Добро, ајде, ако нема Не, побрзо само, побрзо. Не, сакам да кажам за гласањево. Повели? За гласањево ќе гласам 100%, пошто треба ова да се смени више. Многу луѓе се лажат СДС ова, СДС ова. Целата работа е што у државата нема ред. Значи, народот сака да има ред у државата. Значи, кај да идеш у болница да идеш на улица да идеш у продавници да идеш, никаде нема ред. Денеска ќе ви кажам на случка у болница, у 8 септември. Иде да снима нешто кичма, она такви работи, и сабајле у 8 сат на шалтер. У 8 сат отвара болницата, сите влагаат у болница, ја у 8 сат бев тамо, сите на шалтер едно 100 луѓе, ама ја бев едно 5-6 на ред, а и доаѓаат после мене луѓе и сите се бутаат еден преку друг. И викам, слушајте, кај ќе идеш ти? На шалтер. Ти бе, кај ќе идеш? На шалтер. Ајде, викам мене, брата, на 30 метра по еден колона. Напред колона по еден. 30 метра, 40. И почна да се буни една жена, кој си ти бе, она, ги нервираш луѓево, јас се свртев према луѓево, ве нервирам ли бе? Не, сите чутат, пази, сите као бајчиња чутат. После поручек од тоа да ги резултатите на истиот шалтер, двете жени исти, што работат на шалтер и ми вика, господине, вика, секоја ви чест. И сега се изненади, викам, зашто секоја ми чест? Вика, тоа што го направите са бајле. Па, не е видена работа. Што направи, викам, и ги натрав да почитуваат ред во болницава, ништо друго. Вие треба да го правите тоа, имате обезбедување, имате све. Ја ли ќе го правам, викам тоа? Вака, браво за тебе што си направил. Секоја 30 метра колона по еден. Секоја ти чест. Значи, Чест. стока, со стока, така се, култни луѓе не се постапува така, со стока, така се постапува. За тоа Но, сакам да ви кажам, мора да се излезе на избори. ама Мора да тоа се излезе- нема, не. Вака, Што? фала ти за јавувањето, поздрав, те разбирам што сакаш. На избори мора да се иде, никој да не ти го земе ливчето, твое да биде, да не те манипулираат. Ама, овој менталитет, бутање, само да прашам нешто, бутање преку ред, врски фаќање, плаќање, подмитување, тоа е, значи, политичарите се слика и прилика на нашиот народ. Дали разбирате? Зато имаме криминалци на власт. Оти ние како народ поише сакаме криминал. Оти у народот повеќе преовладуваат луѓе кои се лоши, кои сакаат да се бузат, кои сакаат со врски, а не културно како сегде. А истите тие, знаеш како се лигават кој ќе види ги французиве што си убави, види ги овие германци што се дисциплин, види ги јапонциве. А што е кај нив? Излегле сестрите да ги мес? Не. Они, луѓето си застанат. Па ја ако застанам ќе помине преку мене. Океј бе, решете го. А точно треба да има некакво обезбедување, да ти кога ќе му речеш извини преку ред се буташ, пријатно. Ја уште ме вади од так, у самопослуга доаѓам со 300 продукти, доаѓа од предната страна, само цигари да купам. И дава касиерка. Зашто бе? Па решете си го вие. Па зашто ја услужuješ бе? 100 по една. Затоа што утре и јас истото ќе го направам. Што има врска дал се цигари? И јас сум дошол овдека само за едно пакетче. Да купам. Тоа е менталитет. Затоа сме ние у гомна, затоа што ние сме гомна. Извинете на францускиот, ако ве навредува, ама, сори. Тоа е тоа. И стално се правдаме, ама другите се такви. Океј. Ако другите се у септичка јама, и вие сте у септичка јама.
Не морате, ама сте одбрале и сте се сложиле. А тебе уште еднаш на гледачот, секоја чест, капа доле. Мислам дека вакви треба да ги плаќаш, да идат по шалтери, било каков шалтер. И таму, грдоси, овакви, што е бе ти? Каде прекурек? Хајде врати се таму. Аме, мрш! Тија врза медна стока една. Реки, ние не знаеме со разбирање, господин. Се извинувам, јас сум наред. Тија. Ние разбираме само шамари, затвори, тепање, ќутек и така неколку генерации, па ќе се научиме на култура. Не знам поинаку како. И пак ќе ви речам, политичарите не ни дојдоа од Тунгузија, од Америка, од Канада, од Русија, од Марс. Они се наши македонци. И они се слика и прилика на тоа какви сме ни. Политичарите биле корумпирани, да, затоа што и ние сме корумпирани. Ние да не сме, нема да бидат ни они. Толку ви кажувам. Толку е. Не е обратно. Нема да станат они добри, а после и ние ќе се подобриме. Нигде го нема тоа. Нити го имало, нити може да го биде. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете во програма сте. Благодарам што сум во програма. Истрпно излагање имаше, бас ме бинди со тоа што го кажа. И че се јавам од Кавадарци. Темата ти беше нели за егејскиот дел на Македонија и егејците да разберат собствен јазик. Само секунда, режија. Што е со вториот звучник? Ништо не слушам. Имам само еден звучник кој е 20 слуша, а овој првиот го нема нигде. Нема, значи надчовечански. Добро, окей. Извини, продолжи, се трудам колку можам да те слушнам. А ако треба погласно да зборувам, кажи. Не, вие зборите нормално, еве сега, значи можело, надчовечански. Добро, зборите да ве разбирам што кажувате. Ако сум гласен, извини. Добро, зборете. А темата ти беше за егејскиот народ, егејскиот дел на Македонија. Колку што сватив. За македонците и македонците во сегашна Грција. Ако го земеме хронолошки да ги изгледаме работите како ви изгледале, тоа е многу голем почеток е уште од војната на Пиноче што беше, исто во Пиноче, беше во Шпанија, кога во Солун ги населија хазардите. Тука почиња пропаста на македонците и на македонскиот народ, кога хазардите се населија во Солун. Со тоа се дојди до едно распажање на македонскиот систем и на се што беше македонско и како главен град Солун на македонците и центарот за се што се случуваше преку егејскиот дел Македонија. Македонскиот народ со населувањето на хазардите изгуби премногу. Прво ги изгубија дучарите, ги изгубија сите места видни, доковите, пристаништето, се и сешто. Ако гледаме така, Јосиф Сталин, што ја поддржуваше ДАК, тоа Демократската партија на Грција, тоа Комунистичката партија на Грција, со помошта на Јосиф Сталин и со прекинувањето, со пропукавањето со Јосиф Брос намерно, пропукавањето, се формира нели француската и англиските чети што влегуваше ги чистија македонци 49-та е чистката последна со промената на името и имињата на сите градишта и села во егејскиот дел на Македонија. Населението што страдаше толку време е благодарение на тој господин Јосип Броз Тито, кој што не му ги затвори границите кога бегаа луѓето и бегаа преку Албанија и преку Бугарија и ги населуваат дури Ако може само нешто да те прашам, дали имаш намера да ја кажуваш целата историја долго половина час или има некоја поента каде што ќе се разбереме? Што ти е намерата? Не, сакав само ово кратки црти за може да ме разбереш, иначе не е спорно ништо. Не, битно е јас дали те разбирам, дали те разбира народов. Мислам, да не правиме час по историја, се јавувате по телефон. Значи, скратено... Нема проблем. Да разбереме што е поентата на овој историски вовет. Поентата е во тоа што тој господин Јосип Броз не му дозволи на македонците да си ги изразат своите права и не му помогна никогаш. Егејскиот дел на Македонија секогаш беше страдален и че страдаше и страда се уште, сега поготово со ова власт, што е на власт, што го направија овој Преспански договор, уште повеќе да страда. Океј, значи, власта
ова не е криво, фала за јавувањето. Ова Тито, се, готово, фала ова за е најголемиот јавувањето греш. режија. Да идеме со следниот гледач, значи Тито е крив. Океј, фала ви за јавувањето, тоа е ваше мислење. Дали го почитувам или не е битно, важно си го кажавте дека Тито е крив за она што им се случувало на македонците во Егејскиот дел на Македонија, а оваа власт е суво злато. Добро? Како и да е, не е битно, сега се зафркавам ја. Ова емисија се вика Јади Бурек. Ова не е емисија на Македонската академија на науки и уметности. Значи, по вас, па добро, и на многу други, мислат дека Тито им е крив за она што им се случило на егејците и на македонскиот народ во Егејскиот дел. Океј. Одиме со следниот, иако тоа не е темата, има многу теми, мене поише ме интересираат избори, ама ме интересира пасошите, ме интересираат лични карти, ме интересира тоа што потрошувачката кошничка за 2 години од 20.000 стана 60.000, ама гледам китка ви вене, кошничка ви дреме, све ви е во ред во животот, Тито не е крив, нема проблем, се слагам. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Така. Значи, една кратка помага. Значи, така. Добро. сега ќе видиме. Сега Сега ќе видиме кој е кум, кој е сват, а кој е на невестата брат. Значи, вас ви интересираше изборите сега, ќе заслучаме да кажете. Не, молим те, не ме спомнуј, збори, имаш 3 минути, што сакаш кажи си. Не, чекай, ако зборам добро, ќе ми даеш и бонус 3. Не, Ако паметно зборам. веќе ги губиш 3 минути, како сакаш? Ајде, добра, ќе се на брзина сега како на испит. Значи вака, нема за кого да се гласа. Тите се соросоиди. Стево Пендаровски стока не нарекуваше, не знам што, говеда, ги товара, тоа, оно. И второто не поинтересно е. Среќа, што го избраме за председател, народот се истини, а он рече, ако не ме изберете, и јас ќе да странство. Значи, во сето лошо има нешто арно. Барем еден човек задржавме. Вие дека паметно кажам. Значи, не го издржаме, народот се истини. Точно, све знаеме ова што кажа Пендаровски. И го избравме ли? Го избравме. Те се задржа, останат. Еве сега, ако го избере, ќе остане. Па, пак. Ама народот ќе се истини сега. Две добра нема. Ке излезете ли вие на гласање? Па, да ти кажам, тоа е мое дискреционно право, ама никој да не чуе, мислам, се двоумам. Не е битно за кого. Дали ќе гласате, ве прашувам. Абе, Јанко, се двоумам, бе, ти си светски човек, се Готово, двоумам, јас се сум разочаран, двоумите. ама немам за кого. Твој Сите се проблем? од Сорос предложени. Океј. Од Сорос, баба Рога и баба Вања и овој, како го вика... Нека владее СДСМ, да живее СДСМ и Стево Пендаровски тогаш. А шо? Па нема не Фала за знам. јавувањето, поздрав да си ми жив и здрав. Да го уклучам мојот телефон да видиме колку имаме пропуштени. Имаме уште еден таму. Па добро, бриши го тогаш мојот 071, нека остана фиксните, бидејќи не можеме да постигнеме со овој телефон. Фиксните се доста зафатени. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте, господине. Благодарам. Слушај, со почит кон вас, пошто години не сме се чуле. Кога беше на друга телевизија, беше и отиде во ова, ние па ја снимавме, ја немавме уствари, сега ја пусти ова сонце и фала Богу ми кажа дека има Јанко Јади Бурек постои и реков чекај веднаш да барам начин да се јавам и затоа се поздравувам и ако е слободна тема да кажеме нешто што сакаме арно, ако не ја како и да е ќе ја вртам на Македонија, кај мене е борбата за спас на Македонија. Слободно зборете што сакате, повелете. Затоа би кажал вака, пошто за минатото, та за Тито, та за Мито, та за овој, та за оној, се зборело, се живеело, како било, што било и поминало, за еднината мене ме интересира, пошто Скопје веќе стара Скопи, во Скопје веќе нема ништо македонско, така речи, и затоа треба да се свестиме овие што останавме, што ни избегавме од Македонија, дека мора да се сплотиме, ама стварно се сплотиме, не само да кажуваме и да јадеме слама, јас обично викам јадеме слама.
некој јаде бурек, некој ова, некој не, јас викам јадеме слама. Да не изладеме само јадеме слама, а ништо не правиме. Пошто овие опозициониве 7-8 години еднаш не рекоа, бреј луѓе, земете по еден стат и дојдете овој гад да го избркаме од просториите државни. Вие баравте појаснување дали се слушаме? Не. Во една македонска сончева топка. Дај ми ја сликата овде и осте го нека збори. Во ред. И ако не се сплотиме во една национална коалиција, една македонска сончева топка. Затоа што сите повикува на сплотување, ама сите некако, со кој нема со кој. Па ако нема со кој, тогаш и ти не чиниш. И ти си расипан. Затоа, нека дојдат сите мали партии во една национална коалиција, во една македонска сончева топка. Дали ќе повика ово или оној, малку важно е. Нека дојдат сите од името на својата партија или движење во таа национална коалиција една македонска сончева топка, ако сакаме да се спасиме. Ако не, еден по еден, како кучиња ќе испогинеме. Пошто овие душманеве на Македонија владаат меѓу со Македонија и со парите, и со економијата, и со полицијата, и со армијата, и со министерството, и со собранието, со се владаат. А овие опозициониве лигави деца уште чекаат и викаат, бегайте, вие не чините. Абе како бегање, бе, тие со камење, со дрва, со шипки дојдува на власт. А ние по еден стап да не може да земеме, да ги избркаме. Значи ние сме такви како владетелите, затоа молчиме и така ги молиме, молуткаме, а да бегајте, вие не чините, бегајте. Како бегање, бе, стапот и да го нема. Ама биде како биде, овие 7 години 8, ама затоа пак ќе речем да се сплотиме, да направиме една национална коалиција, да направиме македонска сончева топка, за да не може никој, пошто американците од кадето командуваат. Не, нашиве шверцери ги посплотуваат со тони пари, со влеки пари, за да кажуваат така како што им одговара, иначе кога дојдува, рекоа, корупцијата ќе ја бацалиме, ќе ја уничиме. Кога им дадува по влеки пари, оп, заморавија зошто и како зошто и по кој да обвинуваат. Да ве прашам, дали ќе гласате? Како нема да гласам, бе? Како нема да гласам? Океј, фала ви многу. Ако не гласам јас, сега се лоши овие што се опозиција. Сега се лоши. Ако за тие не гласам, морам заради ВМРО да гласам. Пошто јас го не може да бидам. Ама овие деца лигави што се лигави, тоа не чини. Што една ВМРО-ска иницијатива и можност не пружија на народот да се стане и да се спаси. Пак не ве разбрав. Ќе гласате или не? Да или не? Ќе гласам како нема да гласам. Не ве прашувам за кого и не треба да кажувате за кого, важно дали ќе гласате. Фала многу, бидете поздравени, имајте убава вечер, се надевам дека пак ќе се слушнеме, мило ми е, инаку не е сега пуштена ТВ Сонце е многу одамна. Телевизијата кај што работев му беше дадена на Боки, тоа беше TV1, тоа е тој истиот канал, а јас бидејќи бев непожелен на таа телевизија, претходната и носител, а уште помалку на TV1, си дојдов каде што ме почитуваа и ме ценеа. Не оти ме почитуваат и ме ценеат, важно газата ме почитува и ме цени, што ми е сосема доволно. Што се однесува до моето инсистирање, зошто ви велам да гласате, за да не ви го злоупотребат ливчето. Не гласаш ли? Исто како да си дозволил криминал некој да полни кути. Оти полнење кути, знаете со што се полни? Се полни со празни ливчиња кои они си ги заокружуваат, оние што не отишле на гласање, они ќе си ги заокружат за кого сакат. И вие после ќе квичите со години, ај не чинеле овие. Затоа, подобро излези, не е битно за кого ќе гласаш, како ќе гласаш, што ќе гласаш. Важно ливчето да биде твое. Ти да си изгласаш. Или направи го неважечко. Whatever. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Јас сум Снежана Корнаска од Битола. Со се службам со вас, господине Јанко, само не се службам со народот дека е корумпиран. Значи, јас како полицаец немав никакви да примам нито корупција, бев полицаец на пријавница. А мојот командир
години командир на станицата на општа надлежност, ја крадел општина Битола со наводно каснати кучина. Ако му е пријател, другар, детенцо другар, каснато куче, докторот ќе му дал извештај и така да години и ова власт ја крадел со Тони Коњановски градоначалникот без да знае, значи тој очекува дека се вистина каснати и градоначалничката Наташа кога беше на власт истата многу милиони денари на тој начин командиро на општа надлежност Битола ја крадел општината Битола. Началникот друг, за да не ништат нас, носел за 2 до 5000 евра при лепскиот началник избркани од курсот. Значи не е корупцијата во полицајетот, корупцијата е во старешините. Другиот началник во кабинетот ми мафташе со клуч, со кабел, се извинувам. Со клучови ми мафтај од Анаба дека ќе ме заклучат во притвор, во затвор. Значи тука е корупцијата во старешините, не е во најдолната класа. А за егејскиот дел, пошто се мажив за грк, маже на суп, во 2009 за 3 дена го дадовме зборот, 2010 таму се одржа регистрацијата во општина. Тука бе подучена од грчки државјани дека доколку ми прави политичко гамо, тоа се значило дека сака да биде да има државјанство македонско врз основа на брак да живее во Битола. А доколку одам во црква да се венчам и во општина, тоа значи дека навистина грчкиот државјанин сака да стапиме во брак. Јас разговарав на таа тема црква и општина, тој рече само во општина. Значи тоа било во договор со АНБ да му направам документи во Ајдос селото. Да, имате Јанко, прашање? повелете, сакате у програма? Сали сакате у програма, ве молам, одговорете. Да, во програма не сум, јас мислам дека сум во програма. Да, господјо, но имам друг гледач, не знаев дека микрофонот ми го ставија отворен. Ви благодарам за јавувањето, одиме Не, со сакам да следниот кажам за македонските песна, за панаѓурите. Немаме време, крај на програмата по една тема и тоа е веќе чекаат луѓе на ред. Значи, утре сум насут. Ќе се чуеме повторно, лека ноќ и пријатно. Добро вечер, господине, Добро повелете. вечер, господине Јанко, претходно се објаснијавив, че извиниш вака, не рекол дека ова власт е злато и нема никош да биде злато, затоа што го смени сето ова и на овој начин што реагира. Океј, фала ви многу за јавувањето. Не ми се потребни вашите појаснувања, тоа се мои зборови. Ја ако сум кажал и макар и погрешно, тоа си е мое. Не треба да се. Вие што си се јавувате на својата тема. Но гледам дека полека се ја губиме контролата, нели, на некој, како да кажам, на еден убав еквилибриум кога луѓе комуницираат. Ја немам, искрено да ви кажам, ни нервен систем за да можам вакви бранувања емотивни сега во овој период од животот и со сиве овие третмани на кои сум изложен. Ја ви благодарам за почитте и јавувањето во емисијата. Бесплатно работам, бесплатно се јавувате, немам никакви обврски, немате ни вие. Ако ми е интересно да ве слушам, ќе ве оставам, ако не ми е, љутете се. Што да ви кажам? Ја толку можам капацитетот. Порано, кога беше нешто друго, стискавме зави, цела телевизија, не овде, на други места, така да секој можеше да си каже што сака. Сега се изменија времињата. Нема спонзори, све е бесплатно. Ја сакам да ве натерам да зборите за високите цени, за пасошите, за личните карти, за возачките дозволи, за катастрофалното здравство. Ја од тоа ништо не слушам. Но, може би друг пат, во некој друг ден, повторно отворени телефони и ќе имаме поинтензивно. Благодарам за вашето внимание, драги мои. Лека ноќ и пријатно до следното издание на Жолтко и Лутко.